Министерството за внатрешни работи во координација со јавната служба телефони со овој момент во врска со овој кривично правен настан има осомничено повеќе од 20 на лица. Околу 15 лица се во полициска станица. Дел од осомничените за предизвикување на овој кривично правен настан се починати согласно сомненијата кои што ги имаме досега од аспект на осомничење. Дел се во болница. 4 лица имаме моментално обезбедени во болница. 2 члена на бендот, син на собственик на дискотека и управител на правното лице кое што ја менаџирало дискотеката. Дел од приведените лица кои што моментално се во полициска станица се луѓе кои имаат директна вина во врска со овој кривично правен настан, согласно доказите кои што ги имаме до сега со него. Односно, приведено едно лице кое што е организатор на настанот и за кое што имаме сомнение дека е еден од оние кои што имаат директна вина во рамки на сторување на конкретни кривични дела поврзани со овој. Исто така приведени се поранешен државен секретар на Министерство за економија, поранешен мислам дека и сегашен раководител на еден сектор во рамки на Министерството за економија. Имаме приведено поранешен директор на дирекција за заштита и спасување и тројца вработени во рамки на дирекцијата. Дел од приведените кои што се во Кочани се луѓе кои, како што напоменав, биле организатори на самиот настан, дел биле вклучени во рамки на обезбедување, дел биле вклучени во рамки на други активности кои што се случувале вече. Разговор од страна на полициските службеници во Скопје со очевидци на настанот извршен со над 25 лица досега и континуирано се продолжи со прибирање на соодветни информации поврзани со кривично правниот настан. Имаше прашање во врска со лиценцата за работа и така натаму. Легална лиценца за работа оваа фирма нема. Не би сакал да откривам повеќе детали во таа насока, заради тоа што сме во многу рана фаза во рамки на оваа истражна постапка, но сакам едно да кажем, а тоа е дека и оваа лиценца, како и многу други работи во минатото во Македонија е поврзана со мито и корупција. И сакам да и напоменам на македонската јавност дека, за разлика од претходно, во овој случај имаат име и презиме тие кои што се вклучени директно во рамки на нелегалното издавање на лиценци и ќе одговараат. Во однос на прашањата кои што ми поставите претходно. До сега се утврдени повеќе од 20 повредени малолетни лица и 3 починати малолетни лица. Во дискотеката имало негде, согласно првичните информации кои што ги имаме, околу 500 лица, негде околу 250 карти се продадени согласно информациите кои што ги имаме добијани. Имињата на почитатите по завршување на идентификација ќе бидат доставени до семејството. Идентификувани се најголем број од жртвите.
сите дела кои што беа во рамки на кривично правниот настан се извадени од лице место. Во критична состојба имаме 22 лица и дел од овие лица ќе бидат пренесени со авион во Турција, дел во Бугарија, дел во Грција и истите ќе биде даден соодветен третман за нивно лекување.